Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате: каква работна сила му треба на бизнис секторот? Трибина во Гостивар. Се уште трае санацијата на дефектот поради кој Тетово има недостиг на вода. Швајцарската амбасадорка во посета на општина Гостивар. Во Гостивар денес се одржа трибина под мотото "Учи паметно, работи стручно", на која учествуваа министерката за образование и наука Мила Царовска, заменик министерот Арафат Шабани и градоначалникот Арбен Таравари. Тие со представници на компаниите, Стопанската комора и средните стручни училишта дебатираа за потребите од отварање на одредени профили и паралелки во средните стручни училишта. Каква работна сила му треба на бизнис секторот во Гостиварско и како средните стручни училишта да продуцираат профили што ќе може да одговорат на пазарот на трудот? Ова беа темите на трибината која денес се одржа во Гостивар под мотото "Учи паметно, работи стручно", што ја организира Министерството за образование. Целта е преку консултации со компаниите, стопанските комори и локалните самоуправи да се согледаат потребите од отворање на нови профили и паралелки во средните стручни училишта од идната учебна година. Сметаме дека училиштата можат и се флексибилни да ги прилагодат програмите заедно со Центарот за стручно образование врз основа на она кое што го поваруваат компаниите, или да ги организираат профилите во еден за да имаме соодветен број на ученици во истите, но од друга страна компаниите да ги отворат вратите за праксата и феријална и она кое што училишна да се случува во самите компании. Заради тоа што опремата која што тие имаат е најсовремена и секако учениците не само што ќе се остручат во самите компании, туку исто така ќе ја научат културата и динамиката на работа, што е многу значено за да бидат повработливи веднаш по завршувањето на образованието, а не како што се случува досега да понатаму уште една година тие се вработени можда во некои компании, но компанијата инвестира за нивна обука. Во Гостивар конкретно постојат 3 професионални училишта, и тоа средното техничко, средното економско и средното медицинско училиште. Во нашето општество генерално, не само во Гостивар, туку во цела Македонија, има еден парадокс кој што некако не може да се објасни. Имаме многу луѓе кои што чекаат во Заводот за вработување и од друга страна имаме побарувачка од компаниите дека не можат да најдат луѓе кои што им се прикладни за да ги вработат. Зошто се случува тоа? Најверојатно нема друга причина освен што средното професионално образование не ни е така како што треба. Недостиг на стручни профили во голема мера има во повеќе сектори, нагласи извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Дрило Нисени. Тој смета дека треба долгорочно да се реши овој проблем во консултација со сите страни. По нашите анализи што ги правиме, недостасуваат управувачи со машини, технолози, зидари, од многу профили, тие што не се потреби во повеќе индустријски сектори во државата. И сметаме дека овој јас мора конкретно да се адресира долгорочно со вклучување на сите засегнати страни. Долго време се зборува тука дека треба да постои една соработка меѓу академијата, бизнис заедницата и владата, но тоа во пракса не се десило. Обично овие работи биле третирани во рамки на проекти, без разлика што и сега има подршка од проект, но водството не било од Министерството за образование и сметаме дека сега е добар момент и ова треба да се тера и во иднина и после изборите долгорочно со цел да се реши овој проблем. Ваквите трибини Министерството за образование и наука ги реализира со поддршка на амбасадата на Швајцарија. Швајцарската амбасадорка денес беше во посета на општина Гостивар и оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари. Тие разговараа за проектите што се реализираат во Гостивар со поддршка на Швајцарија.
Водоснабдувањето во Гостивар и депонијата Русино беа во фокусот на разговорот на денешната средба меѓу амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутер Тејада и градоначалникот Арбен Таравари. Швајцарија финансиски поддржува проекти за решавање на овие горливи проблеми за Гостивар, а целта на средбата беше да се разгледаат тековите и напредокот во активностите. One is the area of environment and water supply, as explained by the mayor. Едниот проект за кој зборувавме е за подобрување на водоснабдувањето. Навистина ни е важно да видиме прогрес во овој проект, затоа што имаше одложување долго време. А сите знаеме колку е важно водоснабдувањето за граѓаните и заедницата. Затоа не радува што во наредниот период ќе има напредок во тој правец. Другиот проект кој го опфаќа не само Гостивар, туку целиот Полошки регион е за заштита од поплави. Тука дадовме поддршка за поставување на зелен кров во училиште и сметам дека тоа е една многу успешна приказна, од која потоа пример зедоа и другите општини. Исто така се обидуваме да помогнеме и за Русино, да се рехабилитира тој простор, а понатаму да се најде нова локација за депонирање на отпадот. Освен овие проекти со фондови од Швајцарија, во Гостивар се реализираше ново шеталиште покрај Вардар, а наскоро ќе биде пуштен во употреба електронски киоск за плаќање сметки и поднесување разни барања од страна на граѓаните. Се надевам и во иднина ќе продолжиме со слични проекти кои што се за доброто на граѓаните, во мое име и во име на сите граѓани на општина Гостивар, и се заблагодарив на амбасадорката, бидејќи тие одделуваат пари од луѓето, односно граѓаните кои што плаќаат данок во Швајцарија и ни даваат во нашата општина, инвестираат нормално проекти кои што се за доброто на сите граѓани. Амбасадорката Сутер Тејада и градоначалникот Таравари се сложија дека соработката ќе продолжи на исто ниво и во иднина. Се уште трае санацијата на дефектот во водоводната мрежа, поради кој Тетово има недостиг на вода за пиење. Воведените рестрикции ќе траат до целосно санирање на дефектот, односно најрано до утре. Четврти ден граѓаните на Тетово се соочуваат со недостиг на вода за пиење. Работниците од предпријатието Водовод и канализација се ангажирани за побрзо и поефикасно санирање на дефектот на водоводната линија Лешница. Со оглед на тоа дека се врши промена на цевководот долг 60 метри, истиот се носи во делови, пошто треба да започне постапката на спојување. Поради тоа што дефектот е на голема надморска висина и лош терен, а условите за работа се екстремни, се очекува истиот да биде саниран најрано до сабота, се вели во извештајот на Центарот за управување со кризи. Вчера жителите на горните населби во Тетово пред камерата на телевизија Кисименада се пожалија дека во нивните домови воопшто нема вода, што според надлежните било поради помал дефект кој е откриен во меѓувреме. Продолжуваат и рестрикциите во водоснабдувањето во 3 термини во денот, односно од 8 до 11:30, од 15 до 18 и од полноќ до 5 часот наутро. Поради свлечиште на неколку километри од село Бозовце пукна главната цевка во водоводната мрежа на Лешница, што резултираше со 60% губиток на вода. Поради тоа беа активирани и градските бунари, па заедно со стариот водовод Тетово во моментов се снабдува само со околу 200 литри вода во секунда. Тетовската касарна го одбележа патронатот. По тој повод вчера се одржа воена свеченост, а претходно беше организирана крводарителска акција. Во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово, со воена свеченост припадниците на 3-тиот пешадиски баталјон од составот на 1-та пешадиска бригада, со целосно почитување на препораките и мерките за заштита од ширење на вирусот COVID-19, го одбележаа 25 февруари, патронатот на касарната. На одбележувањето присуствуваа представници од командата и штабот на 1-та пешадиска бригада, представници на Сојузот на борци од градот Тетово, кои со полагање на
свежо цвеќе му оддадоа почит на народниот херој Кузман Јосифовски Питу. Пригоден говор по повод патрониот празник на касарната во Тетово одржа командантот на 3-тиот пешадиски батальон, подполковник Изеир Ејупи, кој се осврна на животот и делото на Кузман Јосифовски Питу, истакнувајќи дека со одбележувањето на патронатот секоја година придонесуваме неговото име и дело да останат во сеќавањата нейните генерации и поколенија. Претходно по повод овој ден во касарната беше спроведена крводарителска акција од страна на вработените во гарнизон Тетово. Пронајден пиштол кај 25-годишник што го поседувал без дозвола. Украден автомобил на 36-годишна тетовка. Пријавени каснувања од кучиња скитници. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 56 лица, 32 лица од Тетово и 24 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 16 лица од Тетово изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 193 лица од Тетово и 58 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 21 часот и 15 минути на улица Видое Смилевски Бато во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 25-годишникот Тетовско Желино, затоа што при негов и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки што го управувал, му бил пронајден пиштол калибар 9 мм, а за кој не поседувал никакви документи. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 17 часот и 10 минути полициски службеници во содејство со управата за јавни приходи спровеле акцијска контрола во угостителски објект во Гостиварски Добридол, сопственост на 32 годишникот ова село. При контролата било констатирано дека во објектот без лиценца нелегално се приредуваат игри на среќа, поради што времено му била одземена целокупната опрема за приредување игри на среќа. По расчистување на случајот против 32 годишникот ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер околу 23 часот на локалниот пат Пирок Раковец, полициски службеници лишиле од слобода 28 годишникот Тетовски Пирок и 24 годишникот Тетовско Синичане, при нивени преглед на возилото со скопски регистарски ознаки кое било паркирано и во кое тие се наоѓале, пронајдена им била марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 16 часот и 25 минути 38 годишникот Тетовско Ѓермо во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 21 часот во угостителски објект во селото физички бил нападнат од негов соселанец. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер околу 20 часот на улица 180 во Тетово била приведена 46 годишна жена од Република Албанија, која непријавено престојувала на подрачјето. Албанската државјанка задржана е во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера во 8 часот 36 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека е било одземено нејзиното патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, кое претходната вечер го паркирала на улица Благоја Тоска во Тетово. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото. Вчера во 11 часот и 30 минути 63 годишникот Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска бил каснат од куче скитник. Вчера во 11 часот пак 67 годишникот Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска бил каснат од куче скитник. Вчера во 14 часот и 45 минути 43 годишникот Гевгелија во СВР Тетово пријавил дека од Тетовско Ратаe, каде што била на гости кај незината баба, се оддалечила неговата 17 годишна ќерка. Се преземаат мерки за нејзино пронаоѓање. Полицијата вчера ги контролираше возилата кои вршат превоз на патници. При тоа биле санкционирани 28 прекршоци. Дополнително ПАЕК службата подигнала 16 погрешно паркирани возила. Вчера во периодот од 8 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз, најмногу автобуси и такси комбиња. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 28 прекршоци, од кои 18 во Тетовско и 10 во Гостиварско.
Најголемиот број од прекршоците, односно 17, се однесувале на неисправни сопирачки, 3 на неисправни уреди, 2 на истечена регистрација и 6 на неизвршен преглед. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, додека 16 возила во Тетовско и 8 во Гостиварско веднаш се исклучени од сообраќај. Вчера исто така продолжиле и континуираните активности за поголем ред и безбедност во паркирањето во Тетово и Гостивар. При тоа во Тетово биле подигнати 7 непрописно, односно погрешно паркирани возила, а во Гостивар 9. Или заедно со претходниот ден вкупниот број на подигнати возила во овие два града изнесувал 38. Покрај тоа откриени и санкционирани во овој период биле над 100 други видови прекршоци. Информација за сите корисници на гарантирана минимална помош, кои поради вонредната состојба и COVID-19 не се пријавувале редовно во Агенцијата за вработување во Тетово. Тие се должни истото да го сторат до 19 март. За сите дополнителни информации можат да се обратат до Центарот за социјални работи во Тетово. Фудбалските второлигаши утре ќе го започнат пролетниот дел од сезоната. Вкупно 4 екипи од Полошкиот регион со различни амбиции влегуваат во продолжението од првенството. Заврши зимската пауза за фудбалските клубови од втората лига Запад. Со надпреварите од 17-тото коло продолжува сезоната, во која вкупно 4 екипи од Полошкиот регион се надеваат на успех и исполнување на зацртаните амбиции. Најинтересно се очекува да биде во Скопско Кадино, каде истоимената екипа ќе му биде домаќин на Тетекс во директниот дуел за опстанок. Тетовскиот второлигаш со неколку квалитетни засилувања ќе се обиде да избега што подалеку од опасната зона за испаѓање. Доволни затоа што припремите претекоа како што ние посакувавме, без ниту една повреда, играчите се добро спремни, направивме компактен тим и мислам дека доаѓаме до најтешкиот момент, а тоа е да се одлучиме кои 11 ќе почнат. Имаме навистина добар тим, квалитетен, го дигнавме нивото тоа што посакавме, меѓутоа треба да го покажеме на првенствените надпревари, затоа што едно е во игрување, пријателски, а едно е првенство каде што притисокот е поголем. Нормално работиме под притисок затоа што и таква е ситуацијата на табелата, меѓутоа предизвикот секогаш на Тетекс е да се цели кон високи резултати и така и е направен овој тим. Играчи кои што мислам дека ќе помогнат да го дигнеме Тетекс на посакуваното ниво. Надпреварот со Кадино, тежок дерби, последниот надпревар што го игравме, а вистина имавме повеќе моменти, не успеавме да ги реализираме, покажа дека се тврда екипа. Нивната ситуација следиме со играчи кои што заминали, кои што дошле, но јас пред се заедно со стручниот штаб преферирам да ја гледам својата екипа. Мислам дека сме подготвени, воиграни, сега да не служи и среќата, и здравието и да се поклопиме со резултатите. Вториот тетовски второлигаш Дрита од Боговиња ќе има тешка задача бидејќи ќе му гостува на лидерот Скопје. Двете гостиварски екипи треба да одиграат меѓусебен дуел, но Вардар од Форино воопшто не започна со подготовки и најави откажување од настап во второлигашката конкуренција. Сите надпревари од 17-тото коло на втората лига Запад се играат утре сабота со почеток во 14 часот. In memoriam, Славјанка Хаджи Илјоска Чајка. Родена е 1930 година во Охрид, студира на Природно-математичкиот факултет, одсек биологија во Скопје. По завршување на студиите распределена е на служба како професор во Средното земјоделско и Средното медицинско училиште во Тетово. Како професор работи повеќе од 15 години, а потоа се вработува како образовен државен советник. Од 1972 година па се до 1991 работи како директор во детските градинки Младост во Тетово. Носител е на повеќе градски и републички награди во областа на образованието. Својот животен пат го завршува на 91 годишна возраст.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!